Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во уште една работна и релаксирана сабота на телевизија 24 вести. Ве поканувам денеска да останете до крајот, затоа што имам гости кои што верувам ќе го задржат вашето внимание и ќе уживате во разговорот со нив. Секако знаете од најавата кои се гости во денешната емисија. На огромно чест и задоволство ги представувам Хелена Роза и Зоран Василевски, познат како Фаци. Добар ден и добре дојдовте. Здраво живам. Драго ми е што сте денеска гости, што најдовте време да бидете дел од нашата емисија. Хелена не за прв пат во 24 вести, меѓутоа ете за прв пат во работна сабота. Ја морам да кажам дека се поубаво во живо. Да, ти благодарам многу. Благодарам многу на комплиментот. Драго ми е што сте тука, што сте релаксирани и опуштени и што ќе си поразговараме на многу убави теми. Ќе започнеме целиот овој разговор со нешто што е најново и што е доста интересно. Мене ми го привлече вниманието. Верувам дека и на гледачите кои што досега немале можност да слушнат еве денеска во работна сабота. Хелена Роза книга издаде која вели Новата јас. Да те прашавме пред 5 години дали некогаш ќе напишеш книга. Беше? Да, дефинитивно сигурно сакав да напишам книга, но дека ќе напишам баш ваква книга, па пред 5 години не, но пред 2-3 години веќе да, бидејќи пред 2-3 години станав официјален амбасадор на Джейми Оливер за Македонија на неговата позната Food Revolution Foundation, која што основата е здрава храна, поготово на младите луѓе и жените и така натака, и јакнење на свеста во врска со здравата храна и здравото живење воопшто глобално во целиот свет. И од тогаш почнав малце повеќе да се занимавам со здравиот начин на готвење, на исхрана, на живење и така натака. И да, сакав да направам такво нешто, но искрено мислев дека во Македонија нема да можам да најдам луѓе кои ќе ме поддржат во тоа и луѓе кои што ете на некој начин ќе се јават како издавачи и спонзори на една ваква книга, бидејќи ја замислав токму ваква, високо квалитетна, со фул колор, со убав број на страници, значи нешто што искрено можам да кажам дека во Македонија како публикација до сега го немало. И имав среќа да ги запознам Марија и Ѓоре, собствениците на Slimline Club, кои што застана позади целиот проект Новата јас и направи еден мој сон да стане реалност. Одлично. Што е Новата јас? Ете, дали станува збор конкретно за тебе или да, точно да, буквално го кажува тој период кога што јас почнав значи да правам сериозни промени во мојот начин на живот и во начинот на кој што се исхранувам, бидејќи кога поминав 35-та година, јас сатив дека не за џабе луѓето викале дека таа е многу жени пресилна. Јас продолжив уствари исто да се хранам ко порано и дојдов до фрапатна бројка за 22 килограми, дури станав вегетаријанец, знај он. Јас станав вегетаријанец, јас се поправив, не е битно. Значи ги имав сите моменти на диети, не знам, од Diamond до јаворов сируп, до вегетаријанец, до да не напоменувам, многу беа стварно, каде што јас слабеав 7-8 кила, 10 кила се враќав, слабеав се враќав. Има периоди каде што екстремно вежбав, па не вежбав воопшто, ќе дојде лето, нели. Го правев она сите што го прават жените. До пред 3 години реков стоп, нема веќе така, значи ќе знам дека е потешко, знам дека ќе иде поспоро, но јас морам да го сменам мојот живот од корен. И тоа го направив. И буквално тука до некаде е и мојата приказна. Што мене ми се случи во тие изминати 2-3 години и како сега сум задоволна, значи и како здравствено и физички и психички сум многу посреќна. И затоа викаме една нова јас. Дали Зоки ете ти ја познаваш долго Хелена, сега е навистина нова Хелена и дека е посреќна и позадоволна? Сега изгледа авион за разлика од пред 4 години. Сигурно се дружиме многу и телевизиски сме работиле заедно приватно и баш така кога доаѓавме навака ја загледа вака од позади, викам Хелена као да имаш 20 години. Девојчица. Да. Ете вас ве спои професионалната кариера, претходно не се познававте. Не. Јас се знаев само како сестра на Ребека и прв пат ја видов во една дискотека во Скопје, мислам дека беше Hard Rock. Не се сеќавам и баш беше мислам дека и љубов на прв поглед. Хелена е по принцип луѓето ја знаат како девојка од телевизиските екрани, но меѓутоа таа е сосем поразлична од тоа што е во живо, нели? Ако на телевизија изгледа секс бомба, ако во преден план секојаш се градите и незинот секс апил. Како? Тие мислиш што да ја правам. Да, тие се. Незинот секс апил во приватност апсолутно е сосем пета личност. Така сосем различна во приватниот живот, па ете да. Што сака природата, што сака животни, ние се правиме моја без универзум. И тука ве спои тоа, да, со животните, со природата. Се правиме моја без универзумот, за живот после смртта, се правиме моја без за индиски веди.
и слушаме музика релаксирачка. Хелена ми дава некои линкови. Индијанци, да. Да, сакаме 20 индијанци, односно ја научив да ги сака индијанската култура, така да сосем сакав да кажам поразлично од тоа што е на телевизиските екрани. Она што професионално ве интересира и со што сте окупирани професионално, можеби во приватниот живот сосема тоа стои нели настрана, за да може да се релаксирате, да се опуштите и да се посветите сами на себе. Зоки, како за тебе почнува зборуваме за здравиот живот или здравата исхрана. Може да ми кажеш еве кај тебе сега ќе се префрлиме, како ти го започнуваш денот? Па вака вежбам више 4 месеци во теретаната Капитол во заборав како беше името, не е ни важно. И вежбам со тренер, сега вежбам сам, по принцип не јадам месо. Сум вегетаријанец, освен некогаш морам да јадам пилешко заради крвната група, нулта негатив, по принцип сакам и пулси со Хелена тоа сме разговарале дека веќе водиме некој поинаков здрав начин на живот и некако сме сменете 360 степени дури како што каже Хелена и умствено и физички. Немам некои мускули, ама сакам такво фит тело и веќе одам кон тоа, така да секој ден вежбам, некој што ми по 2 пати, по саат и половина и се чувствувам феноменално кога ќе скочам од теретана. Хелена, вели Зоран дека сега си изгледаш подобро и кога си имала 20 години, можеби. Меѓутоа, дали сега ти се чувствуваш најубаво во својот живот? Апсолутно се чувствувам најубаво. Зашто? Не поради тоа како изгледам или па на пример колку кила имам на вагата. Него прв пат во мојот живот, јас на мои 38 години научив да се прифатам себе си онаква какво што сум и да сум задоволна од тоа како што изгледам. Тоа што јас го имам проблемот што го имаат многу жени. Секогаш сакав да бидам некоја што не сум и тежнам да бидам некоја што не сум, некоја си таму, дали да бидам зашто не сум повисока, зашто немам помали гради, зашто немам помал задник, зашто немам, не знам, појма немам, кадрава коса. Значи секогаш сакав, не знам, покоси очи, пополни усти, потенок нос, гледаш убавија бучици. Постојано нешто не зашто ја немам таквија бучици и така натака. Значи во изминатите години, значи од кога знам за мене, значи од кога веќе сум бев освестена дека сум жена, девојка, можам да кажам од 16-17 години до ден денеска, значи 20 години јас ја водев борбата што претпоставам дека ја води секоја жена. Допред можам да кажам некои години и пол-две кога реков не. Таа сум што сум, се сакам ваква што сум и кој што ме сака ваква што сум, нека ме сака, тој што не ме сака, ич не треба ни да ме сака. Морам да кажам дека многу голема поддршка имав и од ќерка ми Кјара и од Игор, мојот партнер, кој што веќе сме 6 години заедно и кој што веднаш си посрекне во љубовта кога си посрекне и самата во себе. Да, јас имаме да го кажам мото што го превладува на мојот Facebook и на Instagram и секаде дека љубовта е најдобриот боток за една жена. И тоа се извира низ очите. Да, и дефинитивно мислам така дека само сакана убава жена и задоволна пред се и самата од себе си, џабе ако е сакана, ако самата себе не се сака, е задоволна со тоа како изгледа и со нејзиниот живот, без разлика колку е изреализирано на кои полиња. Доколку е недостасува љубовта од партнерот, од деца, од фамилија, љубовта кон самата себе си, она дефинитивно ќе биде изфрустрирана и нестрехина. Сите знаеме дека нема ништо положено изфрустрирана жена. Така дека. Зоки, еве, Хелена кажува дека е среќна затоа што е заљубена, затоа што убаво се чувствува во својата кожа. Кажи ми, како ти ги оценуваш девојките денеска во градот? Зборуваме за девојките кои што уживаат можеби во најубавите години. Сега некој ќе каже најубави години, веројатно Хелена сега ти се овие 30. Па мислам дека сите години си имаат своја убавина. И мислам дека ќе броја времето ќе викам, сега ми се најубави. Сега си најубави, да. Меѓутоа, како ги оценуваш ти девојките кога шетаат низ скопските улици? Можеш да седнеш во кафеле, да ги посматраш, да ги гледаш. Која девојка тебе ти го одзема погледот из во Скопје конкретно, бидејќи тука живеам, има многу убави девојки. Јас секогаш сум кажувал дека еве со Хелена баш направиле мовата таа тема дека ние стварно имаме многу убави девојки. И сега да речеме во последно време ми се допаѓа тоа што многу се средуваат. И ама дојдов до еден заклучок дека секогаш 5-6 седат сами. Никогаш не се во машко душтво, така Хелена? Некако се одвоени 5-6 сами и толку. Мислам, така им поминува вечерта, дури еднаш сега скоро во Капитол во Државу ги анализирав цело душтво беа и тоа која од која поубави и буквално седеа добри 3 сата сами. Секогаш се прашувам зошто. А што е проблемот? Не им преоѓаат момците или ти не им дозволуваат да допре некој до нив? Не знам кој е проблемот, дали знаеш, кај нас ако една девојка смени 20 партнери, тогаш е проститутка.
Препоставам дека може од тоа се плашат, дека ако нели Немек мале градот се дознава, се дознава и плюс ако ти насури некој уште нешто дозгоре и го јадеш стапот. Да. Елена, си го имала ли ти тој проблем, например, доколку ете некоја момче не ти приоѓа, зборуваме, си имала ли храброст ти да бидеш таа прва што ќе го направи првиот чекор? Да, јас сигурно сум веќе 6 години. А Игор, да кажеме, доста и помлад од тебе. Да, сигурно сум 6 години, јас бев таа што прва приде на него, значи му го оставив фапла, телефонскиот број на сметката што ја плативме во кафичот во кој што работеше, без Сузуки бевме заедно. И буквално беше од мене прв, јас не сум верувала во љубов на прв поглед, ниту пак машко ми се допаднало на прв поглед. Јас него го видов у секунда, мислам дека ми се допадна и си го оставив телефонот, значи му напишав, јави ми се. И се јави, ете, започнете врска која што трае. 6 години сме заедно, да. Така и се поддржувате. И тоа е доказ дека функционираме, да. Не, апсолутно доказ дека нема правило дека треба машкото прво да приди или пак женското, не, апсолутно. Има многу убава приказна. Да, има убава приказна во филмот што е Непристоен предлог со Роберт Редфорд и Деми Мур, каде што Роберт Редфорд ти кажа на Деми Мур дека сретнале една девојка во мислам метро во Њу Јорк, едно се бајле во 11 часот и буквално се заљубил во неа. И нели немал сила да собере да и приде. И она се симнала. И он потоа 6 месеци во 11 часот патувал со 100 метро да ја симни, се каза што не пришол зашто никогаш више не видел таква убавина жена што толку го привлекува до појавувањето на Деми Мур во неговиот живот. Така да, значи не знам зашто луѓето не сваќаат дека животот е еден, животот е многу краток и не можеме да се дозволиме да се оптоваруваме со тоа што другите ќе речат ако во даден момент делуваме онакако што не налага душата и срцето. Кога се душата и срцето во прашање, кога што се искреноста во прашање, нема потреба за двување. Едноставно тоа е правилниот инстинкт да се делува. Треба да делуваме, не знам зашто не го правиме. Да, да се искористи моментот за тоа што ете и од самата приказна, не секогаш сите моменти може да се вратат назад и да се повторат. Шансата е еднаш ако се пропушти. Нема во Facebook, се има сигурно ќе најдам. Па и да има, ќе требало многу време да ја бара, па дали ќе најде. Да кажам, не знам, многу интересно. Еве сите имаат храброст на Facebook, нели, да пишуваат и Ето, да. Зоки ти ни го каже тоа, баш сакам да го коментираме тој момент. Храброста преку чат, меѓутоа храброста на дело некако тешко ја нема. Мене ми е инбоксот со страшни пораки. Мислам треба да седнеш да го заедно да го видиме тоа што ми пишуваат во инбокс. Да, ја просто не можам да поверувам дека е 21 век, Македонија, Скопје и мојот Facebook, каде што имаше 90% од пораките се што треба да направам за да бидам славна или славен. До таму идеме. До таму, да, ја вака ги читам, па дали имаш нели секс за една вечер, колку пари тоа кошта, дали можеш да дојдеш на приватна забава, ќе те земе, ќе те вратиме со кола и такви некои ствари. Ама ја од култура им пишувам, например, Хелена не им пишува, не им враќа, ама ја им враќам, пошто мене ми е забавно. И после кога ќе им вратиш, вика, тоа си ти или лажен профил? Нели, сега не знаеш да правиш, очекуваат одговор, ама мене ми е интересно и има многу безобразни пораки. Ако е најнепристојниот предлог кој што ете така си го добил и те оставил без одговор? А нема да го остави него ништо без одговор. Да, ништо не може да го остави без одговор. До сега нема такво нешто. Нема такво нешто, да, ама има многу дури смешни ситуации. Има, значи сите мислам дека не постои јавна личност кој што не добила некоја одвратна порака во инбокс на Facebook. Мислам тргнувам и од себе и од не се држаме многу да кажам сега личност во Македонија, или сум ги имала муабетите, или знаевме и по висници пишуваше да кажеме јас не сум искочила така, али има стварно има и језеви каде што се закани, што на национална база, што со вреѓања, мислам секакви закани добиваме. Дали пишуваат кај живееш, што живееш? Да, значи има закани така натака, неколку пати имам пријавено во како се вика тоа, за интернет криминал или како се вика и така така. Што за жал ништо не се решава, но во самиот момент кога ќе знаат дека се ги пријавил и кога ќе кажеш веќе го престануваат, го блокираат, тоа се лажни профили. Не знам што сакаат да постигнат со тоа, стварно не ми е јасно. Мислам тоа се у принцип луѓе што не ме ни познаваат лично, тоа се луѓе кои што не ме знаат до каква сум, ниту знаат нешто поише за мене, ниту пак јас за нив, ниту сум направила нешто лошо, за жал. Го имаат тоа мислење, не знам. Да си кажат и треба да одговориш. Не знам што добиваат за тоа, ама секако, значи секоја професија си има свои добри и лоши страни, така да и еваа нашата. Ти добиваш такви пораки? Па секој добива такви пораки, да, меѓутоа ете, јас веројатно сум како Хелена, па не сакам многу да одговарам на некои пораки, не сме сите ни листи како тебе да имаш и можност и желба и време да одговориш на сите. Меѓутоа мене она што ми пречи е што го изгубивме, ми се чини директниот контакт. Многу полесно, сакав тоа да го напоменам, е контактот преку Facebook, некој да ти напише нешто или да ти подели комплимент преку социјалните мрежи, меѓутоа
реалното, во реалноста се избегнува. Тука некаде, тоа сакав да ми го прокоментираш. Зошто младите, еве момците, имаат страф да придат и да поразговараат во живо? Ја мислам Хелена е покомпетентна за ова прашање. Сега ќе ти кажам, значи прво не сме ние двајцата компетентни за ова, зашто? Зашто ние сме луѓе кои што првиве пред некој ден седевме во Дион и видовме една многу убава девојка. Ние бевме цело друштво на маса и ние се сврдавме на девојката и кажавме дека е прекрасна, ја прашавме како се вика и ја частевме пијачка. И спаѓате во целата таа ситуација, вие чудаци, да, ние сме чудаци, да, така да нас не ни е проблем колку пати или напр во дискотека ако некој малце поише со на првиве која беа дечки од Бонстил. Да. Имаше дојдено дечки од Бонстил од Приштина на Диџе Панчо во недела. Тоа беше пред скоро година дена. И ние се забавивме се, тоа се обични луѓе кои нашите војници кои што идат во Афганистан, во Пакистан, тоа се исто луѓе кои што работат во воени бази во Америка, значи они не се чудаци, они не се ненормални. И они се крсти кажуваат дека тука се веќе 3 години на забави, никој не им пришол. Значи они беа толку културни, толку фини, јас бев со моето момче, другата девојка исто што беше со момчето и Зоки. Значи никој од нас не беше слободно па да кажеш дека они имаа некакви си намери и затоа застанаа да се дружат со нас. Не. Така да јас не знам, ние те викам, ние сме компетентни затоа што ние сме многу отворени за комуникација, многу дружелюбиви сме за комуникација. Кога некој не интересира за нешто во врска со некого си прашуваме без проблем. Значи ако не интересира, поготово со Зоги ќе види некој добар садик, имам си му се види сатите така натака и ние си одиме, да, и си прашуваме, дечко извини, сатот код кај ти е, колку ти е, како се викаш, леле супер ти е сатот. Така да не сме компетентни затоа што сме многу опуштени во комуникација, многу сме и немате предрасуди кон нормални, немаме предрасуди, јас баш еве не знам колку влезам од Facebook профил, јас баш за предрасудите зборев со фотографијата на Љубе, што има вставено. Токму така, да. Љубе добро познатиот во Скопје, кој што го знаат сите. Сите сакаше да биде хумен, да земе книга и баш напиша колку сме само. Да, и пари извади, да сите пари што ги имаше ги извади, јас прво да му ги вратам назад не сакаше. Значи он сакаше стварно се купи книгата, иако не е свесен за вредноста од 299 денари, неговите 34-43, не се сеќавам точно колку беа што ги остави. Значи нема таа свесност за жал. Он сакаше буквално да ја купи, не сакаше да се слика со мене, значи зашто он примети дека луѓето кои што купуваат книга стануваат да сликаат. И он си го сакаше да се го добие истиот третман. И толку се трудеше нели да ја стави и книгата во една рака и кисето што ја носеше и све што носеше за да ме прегрне да се слика така со мене. И тоа беше прекрасен момент и не може да не. Да, не може да не ја споделам сликата и да не напишам баш тоа. Колку сме само полни со предрасуди. Да, ги избегнуваме луѓето безпотребно, а тоа многу значи, да. А не можеме да знаеме дека не ги запознаеме на вистина колку се они поинакви и колку се подобри полоши од нас. Да, обкружени сме со поинакви луѓе кои што имаат и посебни потреби, луѓе на кои што им е потребна помош во дадени моменти. Голем дел од вас, популарните ТВ лица и луѓето од естрадата помагаат несебично кога станува збор за помош, не само за луѓе кои што јавноста ги знаат, туку и за обични граѓани на кои што им е потребна помош. Зоки во последно време си доста активен со хуманитарната акција за помош на Орнел. Јас се Орнела се запознавме уште кога беше Ајде ми беше гостинка во ФАЦИ и тоа девојче толку ме бендиса во смисла на позитивна енергија, на креативност, на девојка полна со живот. И кога слушнав дека е болна од леукемија, сватив дека треба нешто да направиме, затоа што не можеш туку така да ги оставиш пријателите и луѓето што ги почитуваш нели да бидеш нула, него треба нешто да направиш, било што. Сега знам дека незиното лекување е многу скапо, но меѓутоа еве со тие модни реви, со тие перформанси и слично собираме пари за да помогнеме, да ја помогнеме. Во моментот знам дека е добро, дека ја примила првата доза. Исто така од Хелена книгата процент оде за Орнела. И уствари хуманоста можеби сум имал цел живот во себе, ама не ми излегла на виделина во моментот кога го изгубив татко ми пред 3 месеци. Тоа беше еден удар кој нели ме буквално бутна од колосек. Тогаш за момент го заборив материјалното и тоа нели како ние живееме, така да во тој момент се појави проблемот со Орнела и некако тука си најдов некоја утеха, сакам да помогнам.
Така да Орнела е млада девојка која се надевам дека ќе успее да победи болеста и да еден ден ја видиме пак на модните ревии, затоа што заслужува. Има само 23 години. Да, се надеваме дека... Да, ја би сакала да апелирам сим, нели што спомнавме книгата, секој што ќе купи книгата дека ќе донира за Орнела, значи они имаат и бутици два во градски трговски центар, со сега купување во тие бутици, сега не знам, јас ќе ги спомнам пак Џордано. Џордано и бутикот Орнела, значи во ГДС, тоа се неизини бутици, фактички секој купување на парче гардероба имаат прекрасна женска и машка гардероба, они фактички помагаат на Орнела. Па веќе кога сме решиле баш сега се матурските да купиме поклон, може да биде книга, ако биде халина нека биде Орнела, ако е машко нека биде Џордано или тоа е апел за сите. Значи да, и секако по социјалните мрежи си броевите на кои што може да се донира жира сметка. За сите оние кои што има потребна помош, едно кафе од денот можеме да си го скратиме и така кафето во големи количини не е многу здраво, а тие пари ќе ги донираме на некој кој што нели многу му значи. Рековте дека со Хелена во слободно време разговарате на многу интересни теми кои што не се поврзани нели со трачеви, кои што како во градот зборувате на повозвишени теми. Па добро, имаме некој така пауза. Да, имаме така пауза. Да, жута штампа мора да. Ако не се виделе по тоа нека 2-3 дена мора да идеш. Апдейтираме нели такви некои работи, но тоа е многу поретко од тоа што луѓето чинат дека го правиме. Значи дефинитивно многу поретко. Ние збориме за многу посуштествени работи, правиме муабет за филмови, разменуваме книги, последно што му дадов, што мислев дека ќе му помогне беше книгата Холографски универзум, баш му дадов на Зуки да ја прочита, каде што освен за многу интересни работи за универзумот, за нано и квантните честички и така натака и светот во кој што живееме, и на група на квантни физичари, психолози, психијатри, физичари, астрофизичари говорат и за животот после смртта и така натака. Верувате ли во живот после смртта? Па тamo е многу интересно напишано, не знам што да кажам, не можел да многу читам за тоа, значи не сум ги читала сите оние искуства на луѓе што ги имале нели во тие тунели или реки или секој поинакво го објаснува кога луѓе знаеле работи дека се случувале, се гледале себе си, да она што го дискутирале докторите го пренесуваат и така натака, а онаа права линија била на екранот во болницата, потоа се вратиле назад. Не знам што да кажам. Човечки е да веруваш дека е така, нели, дека не завршува се, а од друга страна па не само што е човечки, тогаш не би можела да сватам и па ако стварно завршува се, не би можела да сватам па и зашто е поентата. А во минат живот, Зуки? Ја дефинитивно и од двете, и во живот после смртта и во минат живот. И со Хелена бевме на едно интересно патување тука во Скопје, каде што не вратија назачки да видиме што сме били во претходни животи. Ја дефинитивно сум северноамерикански индијанец. И тогаш ми се освестила на зошто го сакам тој народ, и иначе зборувам индијански, научив од интернет. Чи регресологијата ти помогна да се откриеш дека си потекнал од таму? Да, сум живеел во Северна Дакота, во племето Сијукси, еве носам индијанец на мене, не знам ли виде, и цел сум тетовиран со индијанци, така да верувам. Тоа од кога дозна дека си бил во минатиот живот или од претходно тоа го имаш? Да, од дете ми некако пасија ми беа, ми беше интересно кога се појави интернетот, почнав да учам јазикот од интернет и сите може сега ќе мислат дека сум некоја будала, ама мене едноставно ми привлекуваше тој народ. Хелена ме однесе кај едни нејзини блиски пријатели, каде што, како се викаше девојката, заборев? Елена ме врати во претходен живот, а ми беше посмешно, ја за мене знаев, ама ми беше најсмешно дека Хелена била војник. Така беше, не? Храбра жена. Него? Не бев војник, Зуки, него бев у банка директор. Директор у банка, да. Се вика Вилијам Смит. Да, Вилијам. А дури и името успева да ви го кажат? Не, зависи, сам си го кажаш, некој успева да седат и на годината и на името и на детали, некој не, зависи, значи тоа е многу индивидуално, сега не навлегуваме во целата техника тоа како е, дека е дефинитивно специфична. Да, верувам дека душата е бесмртна. Ете, можам така да кажам, исто тоа да одговорам на двете прашања, дали верувам во живот пред смртта и после смртта. Да, каде сте биле, ви интересирало да знаете што како сте биле, дали ви интересира можеби што ќе се случи, па одите кај некои јасновидци, некои кои што предвидуваат судбина, па ете да се консултирате со некој. Тоа јас не сум баш такива работи. Затоа што не одам, мислам. Да, не одиш секој ден. Да, професионално сум ги снимал Клеопатра и некои други јасновидци, нели, во емисија, ама сега нормално кога ти имаш таков гостин, ти интересира да ти каже, нешто да ти каже, но сите тие, да речеме, нешто да ми трефнале. Еве например Клеопатра дека ќе бидам во Бугарија на Balkan Music Awards, ќе добијам награда за најдобар таблоиден новинар на Балкан, тоа се случи. Уште еден кога беше.
После тоа Борис Чавковски исто ми кажа на некои работи, но се појави една девојка прекрасна која се вика Тамара, многу успешен астролог. И она исто ми кажа некои работи што стварно ми се случија. Последно што ми го кажа дека во мај ќе се вратам на телевизиски екрани, а немав ни аберо тоа, ама еве дојде мај, ја вистински се враќам на ТВ екраните. Мислам, може коинциденција, може не, ама ми кажа дека работи... Тоа се запишено во звездите. Па најпред, јас верувам во астрологија. Така, во астрологија, дајте, јас ќе си кажам дека и јас верувам, тоа ми е интересно, меѓутоа тие предвидувања, не знам, некако не сакам, се стојам на страна, веројатно. Нека се случат работите како треба да се случат. Значи, Зоки, дека после година и половина се враќаш на ТВ екраните, ти недостасуваш или да видиш? Па искрено и да и не. Да речеме, мислам дека во тој период многу се проставте себе си, правам работи што никош не сум ги правил. Ако да порано бев материјал бој, сега веќе не сум тоа. Сега Rebel Heart. Да, сега сум Rebel Heart. И знаеш, ако ми недостасува таа енергија, тој хаос, нели, снимања, па монтажи, никој не знае колку е тешка монтажата, ти знаеш, Хелена знае. Снимања, па карање, па се изгуби лентата, па стикот, па го немаш, па и ово на ново, да. Тоа е многу убав позитивен стрес, кој го јас го работам више 10 години, така да ми сигурно ми недостасува, да. Се имаме еден нов проект, ќе биде интересен, ќе биде селебрити на село, сите познати јавни личности, ќе ги носам на село, а Хелена многу имам желба да ја однесам во фарма за крави. Зашто баш фарма за крави? Затоа што сакам, бидејќи нели тоа имам завршено, ама сакам Хелена да го долови тој момент, знаеш, на раѓање на живот, на тоа како се создава млекото, нели, па как може заедно ќе пораѓаме крава. Сакам да го види тој дел, затоа што знам дека никош не го видела. Сигурно била у дискотеки, била у Виена и у Милано пиела кафе на некој мунд. Си била кога си била мала. Кога сум била мала да идев доста често на село. Ќе биде тоа интересно да се погледа. Да, емисијата многу ми се свија, концепција каква ќе биде и супер и знам дека ќе биде многу гледа, бидејќи е специфично. Пред да ги најавиме рекламите, мораме да прашаме дали и Хелена ќе се врати на ТВ екраните, затоа што ти си малку подолго одсутна. Ама некако не можам да ја убедам. Да, јас сега рачунав со затварањето на некои 3,5 години веќе помина. Значи не сум на ТВ екраните, а не дека не ми недостасува, мене недостасува, но се дека се ситуациите во телевизиите, за жал, ќе кажам такви што се, јас нема да бидам на ТВ екраните. Затоа што мислам дека ако се вратам, сакам да се вратам во некако што стално што се враќам, како со проектот Новата јас. Нешто што сега никој не го направил и тоа да биде бум. Значи не можам, јас после емисии во студија кои што биле огромни како Ола и Експлозив да се вратам со утринска емисија. Сум имала понуди, значи за такви емисии или за некој класичен ток-шоу. Не сакам ниту ти да ме сватиш погрешно, ниту да мислиш дека го потценувам она што го работат другите и така натака. Тоа се е моја желба и мислам дека после 20 години секакви емисии, кога ќе се вратам, сакам тоа да биде вау, да сакам да биде шоу, буквално шоу како што го гледаме на Rai Uno, на турските телевизии во Америка и така натака. Значи буквално огромно шоу. Да се надеваме дека ќе се сменат набрзо работите и дека се сменат и дека ќе почнат да сватат што е телевизијата, дека телевизијата треба да носи пари од програмата, а не од политички кампањи и од парите на власта. Да, тоа што се пласира на гледачите веднаш се пренесува кај гледачите, така да доколку се гледаат турски серии, што можеме да очекуваме повеќе. Новата јас сега за сега ќе те окупира, да го смениш животот можеби на поголем број жени и девојки кои што не се чувствуваат убаво во својата кожа, да се освестат нели дека убавината доаѓа од самите нив и од прифаќањето тоа какви се и дека секој може нели да направи нешто со што ќе се чувствува поубаво, посреќно и позадоволно како што новата Хелена се чувствува овие денови. Ние овдека ќе направиме кратка пауза за блокот реклами, а потоа се враќаме и продолжуваме со работна сабота. Tactile, solar, revolutionary. Tissot T-Touch Expert Solar. Tissot. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид.
форми инспирирани од светските трендови за софистицирани луѓе со префинет вкус, досега невидено на овие простори. Се на едно место. Посетете не во изложбениот салон во Скопје на улица Даме Груев број 3. Најдоброто од Македонија. На прашањето, кој оператор на широкопојасен интернет според ваше лично искуство нуди најдобар однос помеѓу цената и квалитетот? Граѓаните на Република Македонија одговорија Телекабел. Одберете Телекабел, најдобра вредност за дадените пари. Best Buy, a World Macedоnia. Еве не се враќаме по краткиот блок реклами назад во студиото и го продолжуваме разговорот со Хелена Роза и Зоран Василевски, познат како Фаци. Фаци, некако ти дојде ете како препознатлив знак. Знаеш, кога дојде во А1, јас работев првен 4 години во дневниот вестник Вест и после тоа добив една убава понуда, безобразна убава понуда од А1, од Хеди Ранковски, да дојдам да го правиме ексклузив, тогаш се роди ексклузив, заедно со Мелита Ракичевич и тој тим што работеше тогаш на ексклузив и на Сабале ми рече дека во недела нема ништо по телевизија и дека треба да се роди нека блесава емисија која ќе ја крстиме Фаци. И така се роди Фаци и да ти кажам многу ми е крива што цела архива ми остана во А1. Нешто гледам на YouTube некои пејачи ја постираат и крива ми е затоа што тука гостуваа многу познати звезди, дури и големата Мадона ми беше гостинка на неколку секунди, затоа што во Будва кога ја снимав, ми го зема микрофонот и кажа "Hey, I am Madonna, you watching Face on A1". Одлично. Значи, тоа е нешто што останува, тоа се... Па ми стана заштитно, мислам, еден бренд стана, затоа што беше добри 4 години на еден секоја недела и се сакаш некој луѓето те препознаваат по тоа, нели, малку е урбано името такво скопско, со скопски сленг, нели, ти си Фаца, сакаш да бидеш Фаца, како што вика Слаткар, и потоа Слаткар ми ја поклони таа песна за да ми биде во шпицата и така да се роди Фаци и остана Фаци, од кога се затвори еден, отидов на Канал 5, таму бев година и нешто, скоро 2 и така. И сега ќе видиме каде ќе бидеш, ќе дознаат нели гледачите наскоро, нема да биде Фаци. Тоа е едно мое минато кое треба да го заклучам дома. И се отвара нова врата, секако која што ќе донесе повторно нови интересни моменти. Ме интересира од работата и која што работите со познати личности, не секогаш секој е среќен што ќе слушне нешто што ќе се каже за него или ќе се напише. Сте имале ли можеби проблем со некој од колегите од естрадата заради нешто што било напишано, кажано? Па секогаш имаш проблеми. И како се соочувате, Хелена, со тие работи? Како ги соочувам. Не посветувате многу внимание. Не се соочуваме никако. А вам ви пречело кога некој од колегите пак за вас нешто ќе напише, ќе каже, сте го надминале тоа? Можам да кажам дека јас па добре Зуки поише како новинар, нели, поише јас сум како водител од онаа страна. Значи јас сум можеби единствената јавна личност во Македонија која што се нема тужено ниту заканувано на Facebook, ниту расправано со било кој новинар или колумниста што напишал нешто за него. Дури со, значи, буквално со Јоци од утренски кога го имаш оној ТВ фотелја која имаш и така натака. Значи не беше, она ми кажано лично дека јас сум единствената јавна личност што иако за стриптизот во Белград ме направи партал. Мислам партал во позитивен фазон, значи она го искажа своето недопаѓање на типичен скопски сленг и така и дека не знам уште Натали би фалело да ми се придружи, не знам што и така натака, дека не знам од кај тоа јас сум била новинарка, кога не сум била новинарка и така натака, дека после некој време се сретнавме и она ми кажа дека сум единствената личност која што не сум им поракала заканувачки пораки на Facebook и не сум ја плюкала
сакала. Да не ги минувам луѓето кои што биле исто спомнати кај неа и тоа го правиле така натака. Значи, јас дури ги обожавам твитерџиите кои се шалат на моја сметка. Јас сама си ги читам твитерите, а напротив не се љутам. Јас се газам од смење. Значи свесно кога нешто правите, за книгата, вика, значи Хелена Роз објави книга, вика, Петр Андреевски, Блаже Коновски се вртуваат у гроб, свегаш. И некои такви работи. Значи, мене ми е интересно, воопшто не им се љутам, значи, затоа што како прво сум човек, сите ние грешиме, значи, кажуваме работи кои што не ги мислиме, значи, кажуваме работи кои што за жал и многу често и новинарите не ги вадат од контекст. Значи, не сум го кажала тоа, значи, сум кажала во многу поинако сум го кажала, извадено ми од контекст и испласирано така за да биде поинтересно. Значи, тоа се чуваше со персо вест, се случува со свет, се чувства, за да ги кажам тие што поише сакаат да штампи, ќе ти го извадат одговорот од контекст за да биде поинтересно, че сада не, никогаш не сум се љутела ниту на тие новинари што го направиле таа, ниту пак сум се љутела на овие што знаат за тоа свата да си играат сер. Не, апсолутно ми е интересно и мислам нема зашто, значи апсолутно се знам која сум, што сум, колку вредам, колку знам и те пак се навртам на Твитер, Хелена ги потребала сите 100 збора во книгата што ги знае. И така натака шеги на своја сметка, немам проблем со тоа, што стварно не би знала зашто да имам проблем со тоа која јас имам 30 години, сум точно дефинитирана јасна личност која сум, што можам, што сакам, начитана, едуцирана, така да апсолутно немам проблем со такви работи, но за жал многу од јавните личности го имаат тој проблем, иако се постари од мене, иако се некои поуспешни од мене, и не би требало да го доживуваат тоа така, едноставно не знам како е возможно некој што е 10, 15, 20 години на јавната сцена да не ги има прележено тие болести и се уште се занимава со како си можела тоа да го кажеш, па да ме во една емисија кажав кој јавните личности, не ги мразам него, ми смета нивното однесување, нивното лажно представување во јавноста, бидејќи јас пред се ценам искреност и затоа сум позната по тоа што немам влак на јазикот, за потоа тие личности да ме прозиваат дека сум ваква, дека сум таква, дека да ме врегиат. Значи во ниједен момент не ги навредив. Јас само кажав дека сметам дека не треба да се представуваат нешто што не се, дека како професионалци се окей, али нивната представа во јавност е тотално погрешна, дека треба да го сменат тоа. А јас бев поради тоа врегана, навредувана со сите погрни зборови, што за мене, за еден интелектуалец, за еден јавна личност, еден уметник, значи, кој што по правило би требало да има широка душа и големи отворени видици, апсолутно погрешно тоа го направи, со тоа што оно што е паметен ќе свати дека апсолутно сум била во право. Мене ми е ќе си го покажа правото лице со оно што јас говорам по ствари. Зокете, си имал можности Мадона да ја имаш со една кратка изјава во својата емисија Фаци, кој оној лик кој што ти оставил најголем впечаток со кого си можела да естрадна личност од можеби пошироки од балкански, европски, светски калибар кој што ти оставил значење на голем човек, а не само на естрадна личност? Азис. Бугарската звезда Азис. Да, ми остави голем впечаток затоа што дечкото е апсолутно сосем нормален. Од тоа што го гледаме на нормално на екраните, ми остави голем впечаток Азис, Јосип Алисац исто прекрасна жена. После Дино Мерлен исто е многу окей вака во комуникација, бев кај него на гости во Сараево 2 дена, потоа Калеуша исто ми е хит, затоа што зборам за балкански звезди, толку сум можел да снимам, нели? Калеуша исто е многу специфична во смисла некако ме потсеќа на Хелена. Така жена борец, жена која сама се успеала во животот, за разлика од Светлана Цеца Ражњатовиќ која ме глумеше дама. Беше професионална, ама не толку како што ова другава, нели, сега знам дека со војна нешто Србија цело време. А од нашите звезди, искрено да ти кажам... Имаме ли ние звезди прво? Па мора да имаме, затоа и работиме во шоу бизнес. Сега некој ќе рече немаме, ама мене ми е жал да кажам немаме, затоа што сакам да имаме. Затоа и нели работиме во шоу бизнес, да создаваме звезди, тоа е мокте на медиумот, независно дали телевизиски интернет портал или весник. Имаме, ама нашите звезди се многу крути за соработка. Секоја чест искучаци, ама некој имам чувство... Како? Повеќе до се. Немој да го пишуваш ова за мене, така? Немој да го кажеш тоа, немој да ме прашаш во тој стил. Ја дури мислам дека Есма Реджепова има повише муда, да кажам, за разлика од Каролина Гочева. Знаеш, кај нас некако дали сме мал простор, мала средина. Знаеш, никоја нема љубовник, нема дечко, нема девојка, никоја ништо не прави, никој ништо не прави. Сите се фини, сите се културни, врскане. Мислам, зошто една Мадона на 60, колку години има Мадона?
Еве, малте не беше 60. Да. Го покажува пред неколку дена задникот на концерт. Мртва ладна и се заебава на ја гледам на Твитер и на Фејсбук со својот задник. Вика ова е задник на баба. Или ја вади градата на сред концертот. Зошто да не може да го направи наша звезда? Зошто што и фали на Дани Димитровска? Значи да не идеме до тоа Симона екстрема. Поповска. Значи еве сега ние да почнеме јас да направам анкета по улица и да прашам кој од јавните наши личности има став за нешто во Нема животот. став. Нури никаков став. Значи они сакаат да зборат само кога ќе поканиш во емисија, сакаат да зборат за новиот албум, за концертот и за спотот. Значи ние не знаеме кои се политичките ставови на нашите звезди, ние не знаеме кој им е најмилен писател, ние не знаеме со која песна како деца растеле. Ние не знаеме каков е нивниот став во врска со разводот, каков е нивниот став во врска со ЛГБТ заедницата, кој е нивниот став со абортусот и така натака. На запад е нормално да го кажа својот став. Јас го имав тој проблем кога имав емисијата Гола вистина, во која што обработуваше нели се вика сексуални теми, не, значи не беа сексуални теми, беа експлицитни и табу теми, али не беа само сексуални теми, значи зборевме и за религија. Ферит Мухич без никаков проблем да дојде да ми присуствува во емисија. Јас имав поише проблем на нашите личности што баш во една емисија правевме муабет за садомазохизма, значи. И ама ја не е битно кој би вика, ама ја не сакам таков секс. Значи викам, кој се спомна секс? Значи ќе збориме прво за садомазохистам, значи од психолошки аспект, колку луѓето сакаат да сме садисти и мазохисти, ќе начнеме и за сексот. Не мора ти да го практикуваш таквиот секс. Па дури ако го практикуваш, не мора ни да ми го кажеш, ама кажи го твоето размислување врзано на тоа. Па дури ако не сакаш, кажи една моја другарка, значи не е битно, сваѓаш, ма прави ми муабет. Јас не можам да најдам гостини, затоа после неколку не знам, 3-4 месеци емисијата згасна, зашто јас имам сериозен проблем да донесам соговорници кои што ќе зборат за одредена тема, бидејќи темата не беше, значи, колку ружи набрала и љубовта и мирот во светот и колку спота само во соседството така, да не одиме подалеку. Темите беа доста специфични, каде што искрено, значи бара доста начитаност, доста едуцираност, доста голема свесност и ораторство, што за жалост морам да го кажам кај наш јавните личности да го немаат. Јас еднаш на фрканција со ексклузив направив сеќаваш на новогодишната која снимав. Да. Ми текна така и шетав по сите јавни личности да ги прашам кој ми е најмилена книга. Дали веруваш? Тоа не беше толку давно, тоа беше пред 5 години. Значи имаше и други книги, и таа сите им беше милена Алхемичарот. Затоа што само за неа слушнала. А сега ќе биде 50 нијанси сиво. Не затоа што ја прочитала, него затоа да, не, мојата значи може нема да биде, него затоа што ја слушнале дека постои книгата, не затоа што ја прочитале. Значи не е возможно ти од 100 учесници на новогодишна на еден 90% ти ја кажат алхемичарот. Тоа не е возможно тоа да земеш да плачеш 3 дена. Затоа што ние јавните личности се тие што го креираме јавното мислење. Значи треба да служиме како пример, значи да ги споделуваме и нашите негативни и позитивни примери, значи нашето искуство да го споделуваме со луѓето. Ние не сме совршени. Да се наметнат естрадните звезди, пејачите, глумците, спортистите над политичарите. За жалите денеска политичарите нас во државата ни се најголемите звезди, затоа што ние тоа го создадовме така, да. Точно. Да речеме мало детенце од 5 години знае кој е Заев, кој е Груев, кој е не знам Мендух Тачи, а никој не знае како изгледа Маја Вукичевич, да ги прашува сега како знаете која е Маја Вукичевич, вака ти направи. Али за Грујо и остали знаат. Да се доближуваме кон крајот на работна сабота, со вас може да се разговара во етапи, можеме да се направиме месечна работна сабота, да. За крај сакам да ве прашам дали имате фобија од нешто? Хелена? Фобија. Па не знам, немам. Бестрашна си? Па, осам помислата на губењето на Кјара во мојот живот, апсолутно можам да кажам дека сум бестрашна. Целото внимание, целиот твој напор е све да заштитиш Кјара и да бидеш прави. Да, единствениот страв што го имам и што можеби некогаш ќе треба да го пребрадам како таков е сигурноста и стрегата на Кјара. Значи се друго дали не знам. Дали тоа значи дека ќе ти биде тешко кога ќе отиде во некоја друга куќа, па сама да живее? Не, значи не ја гушам, еве Зоки е сведок дека не ја гушам и дека има целосната слобода, значи ама се дека знам дека е окей, знаеш. А далеко тоа дека сакам со неа, далеко тоа дека ностоп ја контролирам, далеко тоа дека и наметнувам како да го живее животот, не. Апсолутно има слобода на избор, но стравот да изгубам е преголем. Мислам дека и сите што се родители го имаат тој страв и за мене тоа е единствениот страв. Мислам друго. Сигурно дека се плашиш да останеш и без љубов да живееш? Па не. И без тоа би можела? Не, би можела, да, би можела без тоа, би можела, не знам, и во Африка да ме спуштат и да се живеам насред пустина. Многу сум специфичен, неам фобија, неам страф од ништо друго. Зоки? Ја од лоши луѓе. Чи ти секојдневно се соочуваш со својот страф? Од лоши луѓе дефинитивно. Бегам као од змија.
Знаеш, ми треба мир, ми требаат позитивни луѓе, ми треба луѓе со кои можеш нормално да искомуницираш. Не можам да трпам више isfrustrirani луѓе кои не знаат што сакаат во животот, луѓе кои треба да ги носиш на грб. Добро, да ја не ги милувам баш, ама Да. порано па се обтерапаварував многу се опасно време па. Ки си ставиш детки, заклучиш врата и баш тоа е така. тоа. И лесно Јас сакам да да те прашам дали ќе ми бидеш ти мене гостинка во мојата нова емисија. Со задоволство, само не знам дали на некоја фарма или каде ќе ме сместиш, Можеме меѓутоа да возиме трактор. Може, супер, сум се возела на трактор. Да? Добро. Со искуство. Јас сум дете од сите страни, сум била и во Добро. села, така да немам никаков проблем. Ја мислам дека таму е најубавиот мир и Да. најчистите души може да се сретнат таму, луѓе кои што работат и си го заработуваат својот леп баш онака искрено и честно. Верувам дека ќе уживаш во секое снимање на фала секоја ти. епизода од новата емисија која што наскоро ќе очекуваме Да. на ТВ екраните. Хелена, верувам дека и новата јас ќе се најде баш во вистинските раци сите оние жени, дами, девојчиња кои што во моментот можеби не се чувствуваат убаво, сакаат да променат нешто во начинот на исхраната, физичкиот изглед, физичките вежби. Морам да кажам, многу убаво ти личи во кујна. Да. Да, имаш ли можност често да готвиш? Да, често готвам, не само за ќе знае, јас обожавам да готвам. Ако нешто И во село дај некој зелник да направи. Да, може да го видим. дефинитивно, значи обожавам да готвам и готвам нон-стоп дори значи оноко времето се случува некогаш цел ден ако не сум дома да не готвам, али кога сум дома и кога си имам можност апсолутно обожавам да готвам и готвам специфични јадења и традиционални, све готвам. Обожавам да готвам. Драго ми е што денеска ми бевте вака отворени искрени гости во работна сабота. Ќе ја завршиме работна сабота со една музичка numera, тоа е еден спот на задна врата од Backdoor бенд, каде што секако своја улога има и нашата. До момците морам да ги поздравам. Многу убаво се забавувавме на снимањето, иако беше ми се чинам пред некои 3 години точно. Супер момци се, им посакувам многу среќи понатака. Ви благодарам уште еднаш. Тебе. Релаксирано ја завршуваме денешната работна сабота, секако со на задна врата, каде што ете улога има нашата драга гостника Хелена Роза. Вие останете со програмата на телевизија 24 вести, имајте пријатен ден, репризата гледајте ја утре недела во 21 часот, а ние се гледаме следната сабота со нови гости. Пријатно.
Сакам тебе да те имам, јас да бидам твој. Во мојот живот ти ми фалиш, мои весетила ги палиш.